Воената академија генерал Михајло Апостолски, во Скопје денеска заклетва положија 59 кандидати од 29-та класа, од кои 31 питомец и 28 слушатели од курсот за офицери и штабни службеници. Во составот се приклучуваат и 5 питомци од Босна и Херцеговина и 2 од Црна Гора. На свеченоста присуствуваа председателката и врховен командант Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски, раководството на академијата, високи армиски представници и роднини на питомците. Науката во Македонија добива с поголемо внимание и поддршка, што го потврдува и последниот извештај на Европската комисија. Буџетот за научно-истражувачка дејност значително се зголемува, од 380 милиони денари во 2024 на 680 милиони во 2025, а во 2026 се планирани рекордни 1,37 милијарди денари. Министерството за образование и наука веќе обезбеди средства за проекти, лаборатории, учество на конференции, научни трудови и стипендии за млади истражувачи. Се бележи раст на интересот кај младите за наука и иновации, а институциите најавуваат континуирана поддршка, бидејќи вложувањето во науката се смета за долгорочно важна инвестиција. Министерството за внатрешни работи предупредува дека граѓани добиваат лажни електронски мејл пораки од лица кои се представуваат како директор на Бирото за јавна безбедност. Во пораките се наведува дека примачот наводно е под истрага за тешки кривични дела и се бара да се јави во полициска станица или да одговори со лични податоци. Министерството за внатрешни работи нагласува дека такви повици не се испраќаат по електронски мејл и дека станува збор за обид за измама и кражба на податоци. Апелираат граѓаните да не ги отвораат пораките и прилозите и да не даваат лични информации. Во меѓувреме државниот секретар Сашо Петрушевски одржа состанок со представници на Меѓународниот центар за развој на политики за миграција за Западен Балкан, каде се разговараше за продлабочување на соработката во областа на миграциите. Министерството за внатрешни работи ја потврди заложбата за реформи, особено во граничната полиција и обуката на кадарот, со потреба од техничка и стратешка поддршка според европски стандарди. Беа представени идни проекти и активности, а двете страни ја оценија соработката како исклучително силна и континуирана. Оризопроизводителите во Кочанско се соочуваат со проблеми при откупот, доцнење на жетвата, ниски откупни цени и мешање на увезен ориз од Азија со домашниот, кој се продава како кочански. Тие бараат посилни инспекциски контроли за заштита на брендот и спречување на злоупотреби. Откупната цена моментално е околу 17 денари по килограм, додека производната е најмалку 27 денари, а за исплатливо производство потребна е цена од околу 35 денари. Производителите предупредуваат и на зголемено присуство на кршен ориз во пакувањата и велат дека државата треба подобро да ја заштити квалитетната кочанска сорта. Американските компании Aptiv и Dura Automotive Systems се повлекуваат од технолошко-индустриските зони во Скопје. Aptiv ќе го префрли производството во Полска и Португалија до крајот на 2026 година, со постепено намалување на работната сила. Дура го стопира производството поради откажани нарачки и финансиски проблеми, а државата бара враќање на дел од добиената помош. Повлекувањето се случува во период на пат на странските инвестиции, што може да влијае на довербата на нови инвеститори. Се водат преговори со компании заинтересирани да ги преземат капацитетите. Во 2026 година Србија планира да се задолжи околу 8,3 милијарди евра за да го покрие буџетскиот дефицит и да ги отплати старите долгови. Буџетскиот дефицит изнесува речиси 2,9 милијарди евра, а најголем дел од новиот долг ќе оди за враќање на веќе земени заеми и обврзници, вклучувајќи 2 големи кредита од Абу Даби кои доспеваат следната година. Средствата ќе се обезбедуваат преку кредити, државни обврзници и еврообврзници, а дел од заемите ќе бидат и за инфраструктурни и енергетски проекти. Демократскиот сојуз на Косово објави победа во 5 општини во вториот круг, а со општините освоени во првиот круг вкупно ќе управува со 7 општини, што ја прави партијата со најголема локална поддршка. Самоопределување не даде официјален коментар по затворањето на гласањето. Српската листа објави победа во Клокот и потврди дека сега има градоначалници во сите 10 општини со српско мнозинство. Новиот градоначалник на Клокот, Божидар Дејановиќ, најави работа за подобрување на условите за сите жители. Словенечката армија започна 3-дневна воена вежба, есен 2025 во базата Церкља на Крки, насочена кон усогласување на оперативните планови со регионалните планови на НАТО. Активностите ќе опфатат мобилизација, поддршка на странски сили и подготвеност во услови на криза, согласно новиот модел на сили на НАТО. Паралелно ќе се одржи и вежбата Пајажина за воздушна и ракетна одбрана, а во скоро време и поморската вежба Залив 2025 во словенечките води. Германија сака да ја засили соработката со Боливија поради нејзините огромни резерви на литиум, клучни за батерии и енергетска транзиција.
Германскиот министер Вадефул изјави дека двете држави имаат голем потенцијал за партнерство, вклучувајќи и други ретки минерали. Тој ќе се сретне со новиот боливиски претседател Родриго Пас, која презема земјата во услови на економска криза и недостиг на основни ресурси. Боливија се отвора кон светот и како нова членка на Меркосур може да се приклучи на голем регионален трговски договор со Европската унија, што би го зајакнало економското партнерство и развојот. Поранешниот француски претседател Никола Саркози изјави дека неговиот престој во затвор е многу тежок и исцрпувачки, додека пред апелациониот суд бара ослободување под надзор. Тој ја издржува 5-годишна казна затоа што незаконски ја финансирал својата кампања во 2007 година со средства од Либија. Саркози учествуваше на сослушувањето преку видео, а обвинителството предложи да биде пуштен под судски надзор поради ризици од влијание врз сведоци. На климатскиот самит КОП30 во Белем, Бразил, нема да присуствуваат лидерите на САД, Кина и Индија, трите најголеми глобални загадувачи. Тие ќе бидат представени со пониско ниво или воопшто нема да има делегација, што го ослабнува глобалниот климатски ангажман. Останува речиси сама во обезбедување финансии за климатска акција, вложувајќи над 42 милиарди евра во 2024 година, додека земјите во развој бараат многу поголема поддршка. Европските лидери повикуваат на фер распределба на обврските и задржување на целта за ограничување на затоплувањето под 1,5 степен Целзусов, додека скептиците тврдат дека самитот нема да донесе реални резултати. Во затворот во Мачала, на југозападот на Еквадор, синоќа избувнаа жестоки судири меѓу ривалски групи затвореници, при што беа убиени 31 лице. Во нападите се користеле огнено оружје и експлозиви. Еквадорските затвори последните години се претворија во бојни полиња на наркобандите, а од 2021 година во вакви пресметки загинале речиси 500 луѓе. Во истиот затвор во септември загинаа 14 лица, меѓу кои и еден чувар. Во селото Рилево, маж собирајќи печурки бил нападнат од мечка и со тешки повреди пренесен во болница, при што животот му бил спасен благодарение на ловчии кои биле во близина. Настанот не е изолиран, мештаните со месеци предупредуваат дека мечките се појавуваат спочесто во близина на куќите, но институциите реагираат само по инциденти, без превентивни мерки. Во јавните извештаи се нагласува само драматичноста на нападот, но недостасуваат информации за тоа дали постојат програми за следење на популацијата на мечки или планови за управување со нивните живеалишта. Случајот ја покажува системската слабост во управувањето со дивата фауна, неопределени надлежности, недостиг на протоколи и недостаток на долгорочна стратегија, додека ризикот за жителите продолжува да расте.